Добро утро и од мене, и како што најави колегата Марко, раскош вистински во студиото на Утринска на Телма, бидејќи ни доаѓа големиот Венко Андоновски, кој, како што самиот умее да каже, работи на свое смалување. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Кога пред некое време ве најавив така, рековте не го сакате тоа голем, бидејќи работите на смалување и напишавте, односно напишане одамна од ваша страна, дека ако сакаш да станеш на вистина голем, смалувај се постојано. Ништо не е поголемо од невидливото. Господ е невидлив затоа што е многу голем, а голем се станува само со смалување, бидејќи најголемо е најмалото, невидливото. Како ви оди смалувањето? Па, смалувањето оди веќе и природно. Си старееме, 60 години наполнив. Така што тоа смалување физичко ќе си оди нели со времето, како тече времето низ мене, така ќе се. Меѓутоа јас со егото веројатно мислите. Не, јас повеќе мислам на тоа смалување човечко. Например, мој учител и идол беше во таа смисла Блаже Конески. Тој беше најтивкиот човек во смисла на некаква јавна презентација и така натаму, остави најдлабоки траги. Ние говориме за епохата на Конески. Значи, тоа е тоа. А второ, сакам да ве поздравам и да ви кажам дека сте единствената телевизија во која човек кој ќе дојде, не му велат само ќе се напиеш ли кафе и што ќе се напиеш, туку имате и салата. Видовме прекрасна салата како да правија. Да. Се надевам дека секој утро правиме одлични рецепти, ќе ве понудиме салата, а следното доаѓање ве каниме да подготвите и вие нешто во кујна. Како се наоѓате таму? Одлично се снаоѓам. Јас дури мислам дека можеби сум ја сгрешил професијата. Па и пишувањето е готвење. Знаете, тоа е имате талент, ама има и занајад во таа работа. Кој ви е умилен оброк кога станува збор за вистинско готвење? Јас предпочитам месо. И знам да правам многу убави специјалитети од месо, еве ќе издвојам да речеме свинска плешка на мој начин маринирана. Така што тоа често го правам и на децата, и на пријателите и така. Ете, во некоја наредно гостување со задоволство ќе ве видиме и во кујната. Повод за ова ваше гостување, бидејќи ве нема често по медиумите, како што рековте, доаѓате еве по 2 години во Телма повторно. Тогаш беше повод промоцијата на новиот роман ваш, Папокот на светлината, сега 5-то издание, меѓутоа непосреден повод за гостувањето е онаа серија на работилници каде што на младите идни писатели им нудите рецепти и лекции по пишување. Вчера беше првата работилница во јавна соба во Скопје. Како беше одзивот? Има ли надежни писатели нови генерации? Како нема. Крлежа велеше вака, вели ние старите не си одиме, туку младите не туркаат. И знаете, дојдов до некој заклучок дека тие млади на вистина никој не им посветува внимание. Барем не од мојата генерација. Јас се сеќам кога ние бевме млади, нам ни посветија внимание и Петре Андреевски, и Анте Поповски, и сите тие великани. Значи, Гане Тодоровски сме имале прилика дури и во живо да слушаме од нив предавања, и тоа не на факултет, туку во Јоле, во легендарната кафеана. Овие млади некако не им посветивме внимание, а јас забележувам дека продукцијата се намножува со многу квалитетни автори, со многу квалитетни дела. И ова што го правиме со 3 е всушност обид да ги видиме, да ги привлечеме и да видиме. Еве вчера, например, разговаравме многу, имаш одличен одзив. Јас им реков, јас не можам да ве научам да пишувате, но можам да ви го дадам мојот рецепт, па се вие правете си тоа што треба. Слично е како она со плешката, што да кажав. Па да. Знаете што, еден рецепт ништо не значи, секој си го прави на свој начин, како што има грипот има една клиничка слика, ама 200 различни манифестации, така и со рецептот и со јадењето. И со пишувањето. И со пишувањето, се разбира, и тоа е. Но сакам да кажам, имаше одличен одзив, ќе имаме уште 2 средби такви, онлайн ќе бидат, добија задача да завршат една започната приказна. Убаво би било тоа да се... Добро, ќе споменам и за 5-тото издание на Папокот на светлината, меѓутоа би сакал тука еден пресек. Се гледаме точно 2 години подоцна, 2022-та во декември, кога беше промоцијата на вашиот последен роман. Рековте генерално, бидејќи и во него, и како и во претходните дела, и насекаде трагате по
разликите помеѓу доброто и злото. Па тогаш кажавте дека сте непоправлив оптимист и дека верувате дека на крај доброто ќе победи, бидејќи едно семе на добро да има, тоа ќе порасти и ќе ја направи таа разлика. Бидејќи, како што рековте тогаш, ако умре и до последниот добар човек, ќе останат само злите и нема да се разпознава, нема да можеме да направиме разлика. Нема да се знае, да. Дали во меѓувреме умре и последниот добар човек, бидејќи јас немам чувство дека е засадено семето на добро. Не умре, меѓутоа некоја чудна ситуација на хибернација е настаната, барем според моје мислење. Знаете, јас и тоа го повторував повеќе пати. Човекот е чудно суштество. Без храна може 15 дена, без вода 7 дена, ама без смисла ниту еден единствен миг. Смислата денес е толку радикализирано, изборот на смислата, поделен е на добро и на зло. Или ќе правите добро, или правите зло. Знаете, нема веќе, како ја кажам, некоја средина да можете да правите добри дела, а да имате и мани. Мораме да одбереме добро и зло. Не е умрен и последниот добар човек. Тоа е сигурно. Меѓутоа имам впечаток дека злото сепак е во некоја блага дефанзива и дека доброто како да се повлекува малку пред него. Не треба тука многу филозофии, доволно е да погледнете како се однесуваат луѓето на улица. Мислам, почитување на сообраќајни правила, обична геометризација на простор. Пред некој ден ќе се судреше со мене едно младо момче. Му велам, ало, погледни колку е голем тротоаров. Има место. Значи, знаете, тие ситници наводно се баналности, ама не се. Тие покажуваат однос. Едно од најголемите зла е, да речеме, незаинтересираност. Ете, тоа момче беше незаинтересирано. Сакаше помине тука. Друга е дрскост, која се представува како храброст. Невоспитаност, за која зборувате исто така. Невоспитаноста која се представува како став критички кон нешто. Тоа се лажни вредности и зла. Јас верувам дека ќе биде подобро. Во меѓувреме, откако тоа го зборувавме, се случи оној страшен масакар во Белград, во соседството. Се случи минатиот декември оно убиство на малолетно девојче од кое бевме сите шокирани во една колективна национална тага фрлени, па и вие се огласивте по тој повод, не можевте и вие да го премолчивте, напишавте и накратко ќе го цитирам сега во оваа пригода. По она што се случи, тешко е човек да верува дека на овој свет сме дојдени за убавина, за добрина, за љубов. А јас секаде така пишувам, демантиран сум од грозното лице на најсуровата стварност, па го цитирате Антони Египетски, ќе дојде време кога луѓето ќе полудат и кога ќе видат некој кој не е како нив, ќе му речат ти си луд, ти не си како нас. И велите, времето е дојдено, време на пресметка со злото, ве молам секој од нас нека го држи ѕверот што го носи во себе во сигурен кафес. Ве молам најдлабоко молкнете во виолетова тага за вања, од молкот излезете со жебла да му се спротиставите на злото, затоа што кој денес со рамнодушност гледа на злото, наскоро ќе почне и да му се радува и да го прави. И во меѓувреме се поставуваат сите дилеми на кои не е потребна многу филозофија. Еве, зборував после масакрот во Белград и со психијатри и со психолози и прашав дали злото во човекот е вродено, генетски дали го носиме, па ми објаснува дека и бебето кога ќе се роди, кога ќе му биде одземена омилената играчка, тоа станува агресивно, почнува да плаче. Апсолутно, да. И затоа велам, дали не е злото во дефанзива, како што сакате оптимистички да звучите, туку во некаква предност се уште пред доброто, и дали таа битка е осудена на пропаст? Не, нема да ја загубиме. Не, Горан, сме играле кошарка, сме губели по 20 разлика, па сме добивале. Нема шанси, ако во спортот добиваме и можеме да добиеме, и зависи од нас, зошто не би ја добили и таа битка на теренот добро-зло. Меѓутоа, проблемот е што злото и доброто треба да бидат, злото е веќе институционализирано. Знаете, ние и не забележуваме дека некои институции го форсираат злото. Вработување по слично идеолошка крв, по партиска крв, нели, по такви крвни врски идеолошки. Тоа е зло и тоа е институционализирано и тоа постои и кај едни, кај други, кај трети. Никого не апострофирам посебно. Меѓутоа, доброто нема своја институција кај нас во државата. Немаме ние дом кај што е доброто. Знаете, порано на дипломата или Министерството, порано се викаше Министерство за образование и воспитание. Зошто го отврдивме тоа воспитание? Знаете, ако вие преку воспитување него институционализирате доброто,
Ако не го научите човек, младиот човек, што е добро, а што зло, па што очекувате ви? Па не со пиштоли ќе почнат да влегуваат со бомби. А и светот е тргнат натаму, толку лесно, агресии врз туѓи територии, па закани со нуклеарки, па од друга страна тивки геноциди. Сето тоа е зло кое е институционализирано низ политички институции. А доброто, кај постои? Постои доброто на улица. Кога ќе поминам покрај питач, ако се сожалам да му фрлам нешто. Но јас сум последица на едно образование кое имаше свое, на едно добро кое си имаше своји образовни институции. Ние мораме да ги воспитаме младите генерации. Дојдов до една абсурдна ситуација на еден родителски состанок. Еден родител ја нападна класната раководителка на моето дете, на мојот син Виден, зошто неговото дете било невоспитано. Таа била должна да го воспита. Видете, тоа беше точно порано во претходниот образовен систем, кога професорите имаа некакви права. Сега професорот не сме ни да викне на ученик. Нас не удира ако направиме глупост професорите, разбирате? И сега школата полека се ослободи од тој процес на не е веќе институција која воспитува, се помалку и образува, да се разбереме. Родителов бара наставникот да му го воспита, а семејството целосно, а семејството треба да биде примарна таа институција на доброто. То целосно се распадна. Немојте, ве молам. Значи, син на мој пријател го бара по телефон да го праша кај се парите за да руча и која ќе се приберат дома. Мислам, порано се знаеш, ручек имаше дома. Така што... И кога зверот е излезен на секаде, а злото институционализирано, кој е рецептот, освен ете враќање кон верата, меѓутоа тешко е да се бори човек сам против толку испаѓа како... Па не, знаете единствено што можете да правите. Вие немате институција на доброто која ќе се спротивстави на институција на злото. Тоа е како од една страна да имате војници наоружани до заби, представници на злото, а вие немате ни вода, ни пиштол на вода. Јасно е тоа. Меѓутоа, вие можете да го зголемите бројот на луѓето како вас кои ја предпочитаат добрината пред злото. И тоа го правивме и вчера. Дојдоа 50 луѓе кои внимателно слушаат. Па утре заутре тие 50 луѓе ќе го рашират. Внимајте, дојдоа за убава работа, за лепословие. Да се напише лепо слово. Ние живееме во галаксија на гнасни слова. Отворете телевизор, пуштете политички пресметки. Тоа е таков... Тоа е некоја вулгарност на духот. Ние треба да ја шириме аристократијата на духот. Па каде се тие 5000 луѓе што ја прочитале Папокот на светлината, бидејќи рековте пето издание, 5000 примероци. Значи, 5000 луѓе го прочитале Јан Лудвиг, кој трага по суштината на животот. Така е. И веројатно извлекле некаква поука од тоа, дека битката меѓу доброто и злото, човекот отиде тамо на Света Гора да да ви кажам, да се осами, меѓутоа и тамо не остана. Ме сретна една читателка која рече јас не сум верник и јас сум атеист по убедување и вели не ми пречи што дел од романот се одвива на Света Гора и нормално се промовираат тие православни, најсурови, дури, да, и монашки правила на живот. Мене вели, оваа книга за мене е откровение, затоа што сватив дека можам да бидам бела монахиња во светот, да бидам добар човек. И вела ме сретна баш пред една продавница за охридски бисери во Трговски, кај што купува, значи не се познаваме. И вела ми, што ќе направите прво? Па прво вели ќе престанам да се сликам и да си објавувам слики на тие социјалните мрежи. Да, кај што не знам се фалам со материјални, буквално така рече. А второ, ќе направам минимален список на луѓе со кои ќе се дружам. Тоа е веќе одлична стратегија. Знаете, вие не до толку завладеа интересот во пријателствата, што ако сте искрен, овие прстиви се многу за искрени пријатели. Доволно е да ги сочувате и да го ширите тој круг. Само така од внатре, во една берѓаевска персонална смисла можеме да направиме ние револуција. Инаку немате вие институции какви. И овие што постојат пропаѓаат. Нема.
Или можеби малку е контрадикторно во некое друго дело имате напишано дека ништо не е само по себе такво како што ни изгледа, па ниту доброто и злото, туку е се во начинот на кој ние ги гледаме нештата. Да. Малку по уметнички, по метафорично го имате тоа објаснето. Јас сега малце го симплифицирав, меѓутоа поентата е таа дека нештата се во природата дадени како такви, се ги прави начинот на кој ние ги гледаме. Да, од гледната точка зависи многу, се разбира. Гледна точка на убиец е жртвата. Гледна точка на жртвата го гледа убиецот и она цевка од револвер вперена во него. Но, внимавајте, вие може да имате различни гледни точки за тоа нешто. Ама погледнато од страна, од објективна камера, од трето лице. Вие не можете да кажете злосторот е добар и во него има и добрина. Не е така. Значи, нам ни недостига таа точка неутрум, надворот. Ние гледаме или како жртва, и тоа е она нашето, леле што ни направија, повторно не одбија за Европска унија, леле што ми направија на работа, или гледаме од гледна точка на джелат, односно агресивец, кој што вели, море ќе им кажам, јас на нив иде. Нам ни треба точката неутрум. Знаете зашто го одведов Јан Лудвиг на Света Гора? За да се погледне одстрана. Да ја види таа точка неутрум. Тоа е таа точка од која Бог, ако постои, не гледа. И тогаш Бог, велите, виде Господе, дека меѓу луѓето се почесто се раѓаат животни и се растажи многу. Да, и се растажи затоа што... Значи, и тој не може да остане објективен. Внимавајте. Дури тука ги навредувам животните. Она момче, што застрела во Белград, не сакам ни да повторувам, мачно ми станува. Да беше животно, ќе изедеше еден човек за да ја задоволи гладта и ќе прекинеш. Тој влезе со намера да го побие доброто, животот, внимавајте, па војните гледајте ги во свет. На што личи тоа? Бебиња, мислам, тоа е... Така што, мислам дека сум ги навредили животните. Се раѓа една чудна нова човечка раса, која е реторичка машина, која личи на семиотички папагал, која може да говори јазик на опозиција, јазик на Европска унија, јазик на... Сите можни дискурси може да ги говори од интерес. Еднаш ќе говорам вака, јас ги викам семиотички папагали. Затоа велам тешко на што го базирате оптимизмот? Или кога сме уште кога во однос на овие 5000 луѓе, на тоа го базирам. Добро, а во однос на перспективата велите од аспект на дрвото што треба да биде исечено, тоа е злосторство, од аспект на хартијата што треба да биде произведена, тоа е добро бидејќи е ново производство, создавање. Да. Затоа велам, во прашање начинот на гледање или може и некој објективен агол да се заземе и да се одреди, бидејќи ништо не е есенцијално само по себе, ниту доброто, ниту злото. Не, тоа е точно. Тоа е точно, тоа е филозофски точно, затоа што ништо не е навистина добро не постои апсолутно добро и апсолутно зло, меѓутоа намерата што вие сакате да правите, изборот што ќе правите е важен. Знаете колку пати сум направил да изберам добро излегло зло. А колку пати, например, мислам дека правам зло, например на студентот му пишувам пониска оцена, ја правам добро затоа што потоа тој ја поништува, се јавува и како звер доаѓа на испитот, раскинува знаење. Разбирате? Во таа смисла, филозофски тоа е точно, но мислам дека намерата што ќе изберам да направам денес, добро или зло, тоа е она што го дефинира фактички мојот став кон животот. Денес може да ми биде понудено сосема непристоен предлог за тендер, нели? А може да ми биде понудено да добиам телефонски разговор и иако имам 20.000 во джебот, некој да ми побара на заем 25. И јас да му ги дадам. Намерата е таа. Се плашам дека кај повеќето луѓе намерата е да се избере, ајде да не го цело време зло, интересот. А интересот е зло. Што ви представува задоволство, например, кога сте во Скопје, бидејќи живеете на релација Скопје-Крагуевац, кога сте дома? Кога последен пат сте се чувствувале убаво, пријатно?
Да, јас секогаш кога сум дома се чувствувам пријатно, затоа што таму имам една богата библиотека. И знаете, секоја книга си има своја историја во таа библиотека. Точно знам кои ми имам книги подарени од другари, од другарки, од ова, од она. Многу пријатно се чувствувам кога си ги листам тие стари книги. Па ќе налеташ на посвета на која пишува една моја школска другарка. Песните ти се многу убави, ама ти никогаш нема да станеш писател. Например. Знаете, живеам кога доаѓам овде... Во сеќавањата, во спомените? Апсолутно, да. Не сакам да го гледам ово околу мене. Внимавајте, не можете да се помирите со толеранција на лагата. Она што најчесто се слуша по нашите комуникациони канали во општеството е лага. Погледнете, вие го спомнавте убиството на Малата Бања. Никој жив не знае сега веќе тоа толку се заплетка. Работите опасно се превртуваат, не знаете кој говори вистина, кој лаже. И не само во тој случај, во секој случај. Не знаете дали е вистина или не. Затоа што ни залепија цена и на душите дури, не само на телото. Апсолутно, апсолутно. Нема се продава се. Кога одите во Србија, како ви успева воспитувањето, бидејќи велите не само овие 5000 луѓе тука, секој од нас треба да се обиде да се сврти кон верата, не само во религиска смисла, туку не во религиска. Во вера да како верува вера. дека подобар човек постои. И во верата и во вредностите кои сме ги загубиле. Како ви успева вам лично тоа дома со вашите семејства? Епа, успева затоа што тука има еден невидлив помошник, а тоа е помала средина. Јас прво живеев во Белград, потоа се префрлив во Крагуевац. Знаете, помалите средини, тоа е интересно, уште чуваат, имаат конзервирано, ние тоа го викаме често пати провинцијализам или паланка, така на еден навредлив начин, но имаат конзервирано семејни вредности. Знаете, во помало место времето подолго трае, денот е подолг. Бидејќи не морате да потрошите 2,5 часа во сообраќај суејќи па да барате паркинг, туку се е тука во кругот. Децата ви одат во градинка како од овде до Мостон, онде, Обединети нации, тука се. Значи ги пуштате сами се враќаат. Некако тој град ми е како една голема дневна соба. Сите ве знаат, вие ги знаете, се поздравувате, дури си ги знаете и маните и тајните. Некако тој живот мене ми одговара по однос на ова лудило на мегалополисите. Знаете, кај навистина тешко се снаоѓате. Дали на тротоар тешко се разминуваме. И сега да речеме, моите деца таму гледаат дека секое дете кое ќе помине постар човек, без разлика дали го познава или не. Така ги учат родителите. Значи, поминува постар човек, добар ден. Кој овде ви кажува добар ден? Тој што ве познава не ви кажува добар ден. И имаат конзервирани некои вредности и централната точка ја имаат конзервирано за викендот, тој неделен ручек. Знаете, сепак е тоа момент кога семејството се собира, па... Социолозите велат дека семејството како институција е осудено на пропаст на долг рок, бидејќи либерализмот, индивидуализмот, глобализацијата одат натаму дека со тек на време ќе си станеме непотребни едни на други, туку уморни и сами од себе, па веројатно ќе можеме и сами со себе да живееме. Тоа е најмрачната перспектива. Знам дека се темели врз реални показатели. Што можат на запад луѓе да живеат сами, жена сама, па без родител да одгледува дете, па и да роди дете, нели, без машки, со донор на сперма и така. Јасно е дека е тоа тргнато натаму. Но јас повторно верувам во пресврт. Мојот занает е сврзан со пресврт. Вие немате приказна ако не дојде до пресврт. Јас верувам дека и во историјата така било. Знаете колку изгледаше безнадежно кога Хитлер на 1 септември 1939 напад на Полска. Па потоа ја прегази цела Европа. Или како што сме учеле... Ама, социолозите мислам дека тука ја утнали. Семејството, знаете зошто не може да згасне? Затоа што нема да победи само љубието и егоизмот. Например, нема да победи тезата
ќе си направам дете и ќе си го чувам, а нема да имам партнер. Има луѓе уште влюбени. Се влюбуваат меѓу себе, без разлика од кој пол и од нели кој роди, како веќе се вика тоа. Љубовта не може да згасне. По тоа јас сум убеден, нема шанси. Самиот податок дека земаат кучиња кои ги сакаат и ги обожаваат. Човекот има потреба да сака и да биде сакан. Па апсолутно, па тоа и нема шанси да умре семејството. Може да се видоизмени. Професоре, бидејќи вие велите кога споредувате овој век на изобилие, веројатно најубавото време кое човештвото го живеело е вакво какво што е, па не е период век на светлината, туку е век на злото. Темно е, апсолутно. И го споредувате со средниот век, кој во историја сме учеле дека бил еден од најкрвавите, најтешки во развојот во општо во цивилизацијата на човештвото. Како некој од дистанца по неколку века ќе го опишува овој век кој ние сега го живееме? Јас мислам дека ќе го опишува ако остане човек, тој некој што ќе проценува, ако ја сочува душата, мислам дека ќе го опишува како мрачен век. Со толку многу електрони, со толку многу неон, со толку многу помпезност и пари, дека ќе го опишува како мрачен век, но сакам само да ви кажам. Не е точно дека средниот век бил век на мрак. Се што било во средниот век, знаете колку требало да се препише едно евангелие, колку труд е вложено, ти немало печатница тогаш. Печатницата е 15 век. И тогаш просветителите, прогресивците ги прогласувале за неверни, ги прогонувале. И дисиденти биле, и отфрлани и од црква, и победиле. Сакам да кажем, век во кој се препишувало рачна книга и на крај стои од препишувачот забелешка. Проклет да е оној што ќе ја украде или уништи книгава. Оти една копија е, го немаме Гутенберг уште. Тој век за пофалба. А ние овде уништуваме книги. Кога сакаме и како сакаме. Симнуваме представи од репертоар, забрануваме филми. Мислам, ние сме поголеми варвари од тоа. И трето, во историјата покажала дека дури Ренесансата, што донесе? Донесе чума, донесе болести, донесе војни, донесе крвопролевања, ама од друга страна, од тоа зло изникна одеднаш. Да Винчи, скулптори, слики, Мона Лиза, значи, мора да го допрете дното за да тргнете нагоре. И сега на здравје. За да одиме кон вистинската цел, треба да се вратиме назад ако сватиме дека сме го промашиле патот, а ние не сме сватиле веројатно. Во рикверт што велат германците. Бидејќи картата е се поскапа колку подолго патуваме во спротивна насока. Така е. За крај, професоре, еве ќе можам да соопштам на љубителите на вашиот пишан збор дека во 2026 ќе се случи премиера на драмска представа по подолг период, нели? Ако даде Господ, што велат, и ако дадат надлежните. Господ па надлежните ги така, нели? Имаме план во 2026 во Драмски театар да поставиме еден мој текст што се вика Мачки на глава и кој што говори за нашата позиција во светот. Ние сме стеснети во светот, притиснати од лево и од десно и за жал претворени во обичен бирократски шалтер. Црн хумор. Одлично. Професорете, тогаш е вистински повод да ве поканиме повторно во студиото на Телма. Може би ќе готвиме шницла, може би ќе зборуваме само за мачкината глава. Да сме живи и здрави, благодарам што ме поканивте. Ви благодарам за гостувањето и за времето.